Добро утро, секој утро си продолжува понатаму со следните содржини, а почитувани знаете дека јас најавив, односно и вие, веќе ви е познато. Секој вторник е наш гостин Лазар Јовевски, професор по трудово право. Добро ви утро, експерт професор по трудово право. Добро ви утро и добре не дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Се надевам дека убаво е чувството. Секогаш кај вас. Имавме тема некоја, малку ке одскокнам од секогаш оние теми кои си ги имаме, дека времето влијае, променливото време ни влијае на психата, некогаш на здравјето. Кај вас има такви проблеми или воопшто не? Фала му на Бога, не. Не. Ето, ми е драго, токму и затоа е прашањето, сигурно дека убаво се чувствуваме, за да објасниме ова утро за она што јас и го кажавме, еве го веќе, права на лица со попреченост во работен однос. Тоа ќе биде денешната тема. Јас кажав на гледачите дека ќе ги вклучуваме, меѓутоа решивме со оглед на тоа дека навистина е тема која треба да повеќе време за да говориме за неа, па ќе ги вклучуваме веќе од следната недела, зависно нели од тоа за што ќе имаме тема, но доколку се соочуваат со некаков проблем, може слободно да ја контактираат утринската програма и да излеземе во пресред. Како би ја започнали оваа тема? Правата на лицата со попреченост во работен однос. Навистина е чувствителна темата и јас благодарам што се како емисија, но и вие лично се отворивте да дискутираме за оваа тема, да подадовте рака. Навистина е област и тема која што би рекол во последно време интензивно се говори и во Македонија, но и пошироко и во регионов и во светот. Меѓутоа, практичната имплементација на правата од работен однос за лицата со попреченост е веќе сосема едно друго прашање. Јас би кажал дека лицата со попреченост или прашањето за нивна интеграција и инклузија во општеството, јас лично го делам во три нивоа, три дела или во три столба, како сакате. Првиот столб е делот на трудовата вклученост, вработувањето, зашто и денеска, впрочем, мислам дека и фокусирано ќе говориме повеќе јас и вие. Вториот дел е оној социјален аспект, односно социјалната заштита која што ги опфаќа овие лица, и третиот аспект или столб во однос на инклузијата, на вклученоста на лицата со попреченост во општеството е личниот, човечкиот аспект. Ја би рекол оној хуманиот дел на социјална вклученост, инклузија на лицата со попреченост. Секој сегмент, секој дел си има свој, би рекол, подсегменти, подточки, кои што во пракса треба да се штиклираат, да се маркираат, односно да се реализираат, би рекол. Навистина, чинам дека во нашето општество во последниве години повеќе се посветува внимание на оној втор столб, а тоа е социјалната заштита, односно аспектите на социјалната помош на лицата со попреченост. А поредко вработувањето и работен однос? За вработувањето, за волја на вистината, во претходните години, па би рекол и деценија, се посветуваше одредено внимание и резултат и плод на тоа беше донесувањето на Законот за вработување на лица со инвалидитет, така се нарекува законот. Значи, се уште постои и така фигурира тој закон? Да, постои тој закон, постои тука и Законот за работните односи, кој што би рекол само сегментирано и парцијално ги уредува прашањата за вработувањето, задржувањето на работно место и напредувањето на лицата со попреченост, и секако Законот за заштита и спречување од дискриминација, кој што во моментов нели поминува одредени, би рекол, правни перипети, се донесе новиот, па се Уставен суд го укине и така натаму, така што тука веќе имаме една празнина. Овие три сегмента на национално ниво и тоа како го помагаат и го уредуваат аспектот на вработување. Инаку, самиот аспект на вработување во себе пак инкорпорира неколку подточки кои што се суштествено значајни за лицата со попреченост, а тоа е прво да имаат достап на пазарот на трудот, значи да бидат конкурентни, да можат да се реално вработуваат. Вториот сегмент е да го задржат вработувањето и да напредуваат. И третиот сегмент во делот на трудот е еднаквото постапување. Што значи? Во која смисла? Па пред се во однос на платите, во однос на наградувањето. Знаете, истражувањата покажуваат и ги рушат всушност стереотипите и предрасудите кои што многу луѓе, лично сум сретнал дека ги имаат кон лицата со попреченост, а тоа е дека овие лица не се... Да, за жал. Многу ми не сметаат дека овие лица не се толку трудово продуктивни, дека не се вредни или дека не можат да дадат... Или нема да бидат функционални или да дадат се од себе во онаму на тоа место каде што би биле како вработени. Тоа е еден, би рекол, еден стереотип, една погрешна перцепција. Истражувањата и во македонски рамки, но секако и во европски и светски, покажуваат да
Напротив, одредени лица со попреченост всушност се повредни, потрудолюбиви, поисполнителни од останатите вработени кои што условно немаат одредена попреченост или како што меѓународната терминологија многу често го потребува терминот инвалидност, инвалидитет. Или посебни потреби, а сите ги бараме посебни потреби. Токму овој момент посебни потреби. Сите сме со посебни потреби. Да, видете, ние веќе јас и вие во овој веќе уште на почетокот почнавме повеќе термини да употребуваме. Така. Ја би сакал и околу тоа нешто да спомнам пред да продолжиме понатаму, а тоа е дека за оваа категорија на граѓани кои што според мене имаат одредена попреченост и тоа е според мене најадекватниот термин кој што би требало да го употребуваме, меѓутоа за волја на вистината има и други термини кои што се употребуваат. Законската рамка во Македонија го употребува терминот инвалидност, инвалидитет. Меѓународната организација на трудот исто така е на линија на оваа терминологија инвалидност, инвалидитет и дефинициите во рамките на конвенциите кои што ги носи МОТ, Меѓународната организација на трудот и препораките, ќе видите се фокусирани на аспект на призма на трудот, вработување, професионална рехабилитација, акомодација на работно место и слично за лица со инвалидитет, додека пак европската би рекол терминологија повеќе инклинира кон лица со попреченост. Кај нас одредени организации постојат во однос на ова прашање и тоа како посветуваат внимание и една од тие организации која што особено ценава тоа е организацијата Полио Плюс, а не би сакал да правам реклама, меѓутоа зошто да не, можеме да ги споменеме со оглед на тоа доколку подаваат рака на оние кои најмногу се потребни. Веќе со децении во Македонија и се трудат да направат нешто повеќе, они пак го употребуваат терминот хендикеп. И тоа сметаат дека оди на линија на конвенцијата донесена од страна од Обединетите нации 2006 година за заштита и напредување на правата на лицата со инвалидитет. Знаете дека пред некое време истото прашање го поставив, пишувајќи го сценариото, имавме некоја тема за лицата со попреченост, прашав дали може да го констатирам или да го напишам како лица со хендикеп. Која би била разликата? Јас лично по европски стандард и по балкански. Видете, мислам дека ние како луѓе без разлика од каде сме, кој сме, не треба толку фокусот да ни биде во терминот, дали? Толку треба да ни биде фокусот во почитувањето на истите лица, во рушењето на стереотипите, во рушењето на предрасудите, во подавањето рака интеграција не само како индивидуи, тоа секако стои, но и како општество, како правен систем, нивна интеграција. Јас терминолошката дилема во еден мој научен труд ја образложив и навистина на крајот и самиот заклучив дека терминот не дека не е битен, меѓутоа сепак многу е побитно да ние да има нормални луѓе да кажеме кои имаат хендикеп со својот карактер. Но тоа но некогаш друг пат ќе говориме. Ако дозволите да се надоврзам заминава за да не свати некој погрешно, значи токму статистиката во овој контекст оди на тоа дека што е нормално, кој е нормален, значи има некој видлив да речам видлива попреченост или инвалидност, а некој има кај што не се гледа одредена попреченост и тука во тој контекст вие сосема сте во право дека внатрешната повреда или попреченост во духот, во душата, во срцето на човекот е многу би рекол опасна отколку нешто видливо ако има некој недостаток човекот и така натаму. Но дека ова прашање е многу важно. Да знаете и дека, но за жал нити во македонски, нити во светски рамки не се посветува адекватно и соодветно внимание, говори статистиката и тоа на меѓународно ниво. Ме зачудува фактот што е на светско ниво. Видете, во светот има повеќе од 650 милиони лица со одреден инвалидитет. Така. 20% од најсиромашните во светот се од најсиромашните, не од сиромашните, туку од најсиромашните, тоа значи дека заработуваат помалку од $1 на ден, се лица со попреченост. Жално. 85% пак од вкупниот број од тие 650 и повеќе милиони лица со попреченост се сиромашни. Затоа што не им се овозможува вработување, работен однос и така натаму. Многу предизвици стојат пред овие луѓе, пред овие во светски рамки, но и наши сограѓани во Македонија. И во тој контекст на вистина потребно е сите заедно да подадеме рака, да подадеме една, би рекол, да создадеме една заедничка визија за нивна интеграција. Како да го сториме тоа? Прашањето за како да го сториме, навистина мора правото да го вклучиме, правната рамка, и мора да биде би рекол во игра, нели, прашањето за вработување. Според мене лично, ако сакаме да
вклучиме, да интегрираме лице со попреченост. Наједноставен, најбрз, најефикасен, но и најевтин начин е ако го вклучиме во пазарот на трудот, односно ако го вработиме. На тој начин, лицето со попреченост во еден момент добива повеќе бенефити. Прво, значи го решава своето екзистенционално прашање, се вработува економски, станува повеќе или помалку независно. Второ, трудово делува, се чувствува полезен, корисен за себе, создава една самодоверба. Сега оној трет аспект кој што го кажа на почетокот, личниот однос, оној хуманиот, човечкиот во однос на лицето со попреченост, секако има многу, еве уште еден ке спомнам, трет аспект е што државата фокусот од вториот столб, од делот на социјалната заштита го пренесува, кој што е натовар на државата и на буџетот, го пренесува во делот на вработувањето, односно во делот на стопанството, па секако и во вработувањето и во јавниот сектор. Меѓутоа, реков и претходно, овие луѓе навистина во трудот покажуваат извонредни резултати, извонредна продуктивност. Да се навратиме на оно што навистина е за пофалба и за воодушевување. Да, и тоа е моментот на кој што ние како општество треба да се огледуваме, треба да зрееме и треба да сакаме да ги решаваме проблемите. Така. Што значи да сакаме да ги решаваме проблемите? За жал, многу често сум забележал досега дека овие лица овие наши сограѓани, лица со попреченост, многу често се не само на маргините на пазарот на трудот, не само што се злоупотребуваат нивните права од работен однос, не само што се изигруваат законските одредби од Законот за работување на лица со инвалидитет во однос на бенефитите кои што ги нуди Законот за работодавачите, посебниот фонд за приспособување на работни места, туку и во делот на платите, каде што овие лица многу често им се вели да седат дома, не доаѓајте на работа, па потоа трансакцијска сметка ги земаат, парите ги враќаат на работодавачот. Некои злоупотреби во пракса кои што ги констатирал и трудовиот инспекторат, кој што ги констатирала Агенцијата за вработување, бидејќи она има надлежности во делот на контролата во однос на средствата и кои што се користат. Се санкционираат ли барем работодавачите што на ваков начин ги злоупотребуваат токму овие лица? Па верувам дека се санкционираат, има одредени санкции, меѓутоа прашањето е како ефикасно да се откријат овие злоупотреби, бидејќи наједноставен начин да се откриете ако лицето со попреченост вработено ги пријави. Многу пати тоа не го прават лицата со попреченост, надевајќи се дека ќе задржат работното место и слично. Кога ќе го изгубат работното место или кога ќе престане периодот со кој работодавачот е обврзан да ги држи на работно место, односно да бидат вработени, тогаш на површина излегуваат сите проблеми. Тогаш се излегува дека не било така како што се представила фактичката состојба кога дошла некогаш контролата од инспекторатот или од агенција, тогаш се пишуваат нови преставки дека не се исплаќала платата, дека се земала, дека се враќале парите, дека не се користе, дека лицето не се откриваат тогаш, меѓутоа тогаш веќе не дека е предоцна, меѓутоа е закаснето секако, додека и во самиот работен однос лицето би требало да се охрабрува без разлика дали лице со попреченост или кој да е вработен, одредени неправилности да ги препознава и да ги пријавува, да се детектираат во рамките на надлежните органи и организации. Значи, веќе во тој дел на задржување на вработеност и во делот на напредувањето, јас себе ви детектирам одредени проблеми кои што постојат во пракса. Меѓутоа, интересен е фактот што досегашната политика за вработување во македонски рамки во однос на лицата со попреченост одеше на тоа да се стимулираат работодавачите. Веројатно, законодавецот, владите во минатото претходно размислува во насока дека најефикасно е да му дадат одредени фискални ослободувања, односно бенефиции на работодавачот, на тој начин да го стимулираат и да помогнат да се вработуваат лица со попреченост. И, веројатно, се свати логиката на бизнис секторот и тоа даде одреден плод во пракса. Да, работодавачите се охрабрија и користејќи одредени тоа беше во делот на ослободување пред се од придонеси при вработувањето, но и користење на средства од посебен фонд, иако во пракса јас истражував и минатото колку често се користат, не се користеа често овие пари од посебниот фонд при АВРМ, меѓутоа имаше одредени примери на годишно ниво, одредени случаи кои што користеа пари од посебен фонд за да го адаптираат работното место за лицата со попреченост. Тоа е посебно прашање, посебен сегмент за разумната акомодација на работното место, односно приспособување на работното место за потребите на трудот на лицата со попреченост. И тоа е на линија на Европската директива,
која што предвидува дека секоја држава треба да возможува услови, секој работодавач да се приспособиме на нивните потреби. Видете, ова би рекол аспектот на лицата со попреченост во трудот, во социјалната заштита и генерално во општеството е повеќе слојно прашање. Опфаќа повеќе сегменти, понекогаш чини средства. Меѓутоа, плодот, она што ќе се врати на крај кон овие лица, но и кон целото општество, навистина мислам дека вреди да се тој пат оди и да се надградуваат овие права на лицата. Во однос на пак социјалната заштита или вториот столб, тука исто така има многу проблеми. Сега, иако не ни е можеби фокус таа тема, ја би спомнал само... Без проблеми не можеме, но затоа пак можеме да ги истакнеме кои се проблемите за да внимаваме повеќе на нив. Па, јас имав можност и во минатото и во скоро време претходно да навистина изворно да ги слушам проблемите на луѓето со попреченост и таму има сега и повеќе видови на попреченост, не е секогаш секоја попреченост. Да, тоа беше моето следно прашање, така. Да. За видовите со попреченост, според видот на попреченост и на кое место може нели да одговори на своето работно место или работна задача, сето тоа индивидуално нели зависно. Меѓутоа, како што напоменавме, работодавачот мора да ја оспособи просторијата за да лицето со попреченост може да си ги заврши своите работни обврски. Меѓутоа, за нивните права таму и што следува потоа и кои се најголемите проблеми со кои што може да се соочат на работното место. Како што нели напоменавме и да кажеме, за да го подигнеме барем духот кај луѓето и малку повеќе љубов да шириме, односно многу треба љубов да шириме, но зборувам за оние лица кои имаат така, да кажам, едноставно како луѓе постојат, мора да ги споменеме, меѓутоа одбивност од таквите лица. Токму, дали треба да работодавачот тука да излезе во пресрет и да каже не треба тоа да биде така, едноставно мора да се почитуваат и овие лица. Апсолутно дека мора да се почитува секој индивидуа. Тоа дефинитивно е, барем тоа е моето мислење, мојот став и мојот светоглед. Но сведоци сме дека постојат такви луѓе. Меѓутоа да, за жал реков, точно и јас го потврдив тоа, постојат одредени стереотипи и предрасуди, постојат и кај работодавачите, постојат и кај другите вработени кон лица, колеги кои што би се вработиле со попреченост, односно со одредена инвалидност. Меѓутоа интересно е што и кај самите лица со попреченост постои одредена, би рекол, повлеченост, одредена резистентност, одредена крутост во однос на тоа како себе си се гледаат. Многу е важно, кога влегуваме во трудот, и тоа не важи само за лицата со попреченост, за секој вработен, како ние се гледаме во трудот. Кои сме ние на работното место, тоа е едната прво перцепција, втора е како не гледа работодавачот, трета е како не гледаат и колегите. Тоа што јас како се гледам на работно место и како јас лично се препознавам како вработен, не значи дека исто така ме гледа и мојот работодавач, мојот директор или сосема трета слика пак може да има колегите, да се разликува од моето и од работодавачот или да се поклопува во одредени сегменти. Кај овие лица кои што се со попречености кога влегуваат во трудовите односи, навистина им треба еден вид, би рекол јас, на една мини обука, едно охрабрување, особено ако првпат влегуваат во таа една нова средина, да всушност некои можеби и лични погледи кон себе спознанието, себе доживувањето да го моделираат на еден, би рекол, на еден поинаков начин, ако претходно се гледале со одредени очи на подценување. Значи не би смеело тоа така да биде. Прво самите себе треба да се видат со еден друг поглед, ако претходно се гледале со некој да се охрабрат. И на тој начин ќе пратат порака, ќе пратат и слика и во средината и во околината дека тие всушност не го живеат животот како не се препознаваат, не се карактеризираат во попреченост или во инвалидноста. Кога ќе ги луѓето многу често тоа го прават, да знаете. И кога ќе го прашам човек како си, еве и да нема некоја попреченост вака на прв поглед, тој може не ми вели како си, што правиш, вели јас сум, не знам, имам таа и таа болест. Се идентификуваат со проблемот. Така. Многу е важно човекот да не се идентификува со попреченоста, која со инвалидноста, со аспектот кој што можеби го чувствува како одреден физички или поинаков недостаток. Кога човек не се идентификува со проблемот,
тогаш тоа е надвор од проблемот. Тогаш всушност тоа е здрава личност која што може би има некој физички или поинаков вид поинаков тип на попреченост. Токму за тоа јас тука ги разбирам колегите кои што работат покрај мене на полето за интеграција на лица за попреченост, тоа се одредени невладини организации кои што и ги спомнав некој од нив претходно, кога велат дека ние велиме хендикеп затоа што сметаме дека хендикепот е надвор од човековата личност. Тоа е нешто што не е поврзано со персоната, со внатрешната флуктуација во човекот. Тоа е многу важно да го разберат денес, бидејќи сум имал прилика многу често да комуницирам и да другарувам со овие лица. И навистина лично сум го забележал тоа и сега ве јавно го споделувам како момент. Дека ние повеќе ќе излеземаме посебни потреби. Видете, ние навистина не дека секој има некоја потреба во животот. Значи тие немаат потреби колку сакаме. Тие може би имаат некоја поинаква потреба од мене, но јас имам исто така и вие и сите граѓани имаме некоја потреба. Но најбитно е што сите имаме потреба од љубов. Тоа што го спомнавте пред малку. И во тој дел правото многу често велам дека и поезија. Кој не го сватил тоа се држи она круто за правото и не го разбира правото во вистинска смисла на зборот. Во суштината не го живее правниот систем. Затоа јас излегов од границите на правото и го споменав. Меѓутоа, ако правото во некоја смисла треба да го гледаме како поезија, значи да има една целина, веројатно. Ете, јас така го чувствувам тоа. Се радувам со ако е срце и со така. душа. Гледам дека и вие кога говорите, значи се внесувате со срце и душа за сите проблематики до сега за кои што сме говореле. Јас морам да признам и да кажам дека со вас воопшто никогаш не се подготвувам за разговорот, затоа што знам дека од вас ќе извлечам сето она што мене ми е потребно, барем како водител да поставам некое прашање или пак да навлезам во разговорот, затоа што она што јас го слушам од вас, тоа е една голема љубов кон својата работа пред се, меѓутоа и за сите оние лица на кои што вие треба да им подадете рака и да им помогнете. Тоа е забележливо. Сигурно сум дека гледачите го забележуваат. Ви благодарам ако сте го препознале тоа. Да, јас моето себеспознание во работата е на таа линија, навистина си ја сакам работата и работата мене ме ослободува. Значи не ме поробува. Да, и во тој контекст навистина се чувствувам благословен што можам да работам оваа работа која што ми дава и мене лично задоволство, но и задоволство да помагам на други луѓе. Поготово сега кога сме на оваа тема да помогнете на лицата ете со попреченост. Но и вие помагате новинарите, медиумите со актуализирање на овие теми, со вака вклучување на луѓе кои што ќе можат да кажат евентуално нешто. Ја велам, еден човек да малку го промени мислењето, размислувањето, можеби предрасудата, јас и вие денеска сме направиле успех. Ја верувам дека барем еден или двајца ќе имаме такви во нашава земја. Би сакала да прашам, вие сигурно знаете од вашите статистики на лице место и така натаму, кои се резултатите на своето работно место досега, кажавме, значи ги даваат лицата со попреченост и сакам тоа уште еднаш да го споменеме, затоа што даваат сепак многу позитивни резултати, што ќе излезе на крајот дека тие и покрај својата попреченост воопшто не се соочуваат со некои потешки проблеми на работното место. Така е, но морам тука да направам сега едно дообјаснување. Тоа мислам дека од контекстот на мојот се разбра, меѓутоа сакам да го подлечам. Јас и вие зборуваме денес пред почитуваните гледачи за лица кои што се сепак работно способни. Значи тоа степенот на инвалидност, односно на попреченост, работоспособноста, токму така ја даваат стручни луѓе кои што се најчесто во фондот за пензијско инвалидско осигурување во делот на и посебни здравствени комисии кои што определуваат степен на инвалидност. Комисијата дава дали е работоспособен, не, дали може да оствари право на работа, дали може да продолжи со работа, бидејќи имаме инвалиди на трудот, односно одредена инвалидност која се настанува во рамките на самиот работен однос, а не била при вработувањето како таква детектирана. И во тој контекст или тој може лицето, граѓаниот може да работи или не. Ако не може да работи, тогаш користи права од системот на социјална заштита, но пред се од социјалното осигурување во делот на инвалидска пензија, односно одредени средства кои што државата ги обезбедува. Сега оние кои што можат да работат, јас дојдов во делот на моите истражување до една статистика не толку многу одамна, од пред неколку години, која што се однесуваше на лицата кои што го изгубиле слухот, значи за глувите лица. И тоа истражување во македонски рамки недвосмислено покажува дека
овие лица се подобри, повредни, попродуктивни работници од останатите. Верувам, да, верувам. Глувите. Значи зборам конкретно за една категорија на попреченост која што познавам такви кои се многу успешни. И јас познавам и знам дека навистина се добри работници. Јас сум го анализирал сега етимологијата, суштината на резултатот. Зошто е тоа така? Зошто, например, еве овие лица и сум дошол до одредени заклучоци, меѓутоа сега можеби не знам и во друга прилика. Ние според мене треба да се фокусираме на секој кој што е работоспособен, а е лице со попреченост, да помогнеме да се вработи. Покрај финансиските досегашни, би рекол, стимулации предвидени во Законот за вработување на лица со инвалидитет, се размислуваше во минатото од, би рекол, оние кои што досад одлуки од владата, министерството и така натаму, да се внесе да се внесат одредени измени во тој дел, да се внесе така наречен квотен систем. Што значи тоа? Што значи квотен систем? Квотен систем значи да секој работодавач на одреден број вработени, кои што не се со никаква попреченост, барем официјално детектирана, да има обврска, законска обврска да вработи едно или повеќе лица, како ќе расте бројот на вработени, да вработи лице со попреченост. Например, на 25 вработени, 26-тиот вработување да биде лице со попреченост. Или на 50 вработени, следното да биде. Значи, бројката може да се моделира. Ова не е нова пракса. Ова е нешто што постои дури во регионот, постои во Србија, например, постои во голем број на европски земји, постои во светски рамки. Каде што се практикува. Каде што е воведен квотен систем. Но, квотниот систем покрај добрите страни, каде што интегрално, без, да речем, екс леге, по сила на закон вработува лица со попреченост, има и своји недостатоци. Не секогаш 26-тиот или не знам 51-тиот вработен баш мора да биде лице со попреченост. Тоа во вистинска смисла на зборот и не значи дека имаме ние реална социјална инклузија, а што реална социјална инклузија или трудова инклузија на лице со попреченост значи свесно да ги осознаваме работите и волево да сакаме да вработуваме лица со попреченост затоа што вредати се квалитетни. Значи овдека законот ни наложува сакал не сакал да работодавачот мора да вработи после одреден број на вработени да вработи лице со попреченост. И ако е тоа проформа, што вели народот, тогаш тој вработен лице со попреченост најчесто ќе прават од работеност ќе му бидат злоупотребени. Или ќе му кажат седи дома не доаѓа на работа, или ќе му даваат некои работи каде што тој нема да се пронаоѓа нешто колку да е ради реда, ако е од таков начин она вработено, од што мора работодавачот. Не сака, ама мора, пошто законот предвидува, мора да вработи уште 5 луѓе. Тоа не ми се допаѓа кога го слушам. Ме сваќате. Да, има своји негативности овој систем. Вистинското ослободување, вистинската инклузија е кога човекот е свесен, граѓанинот, работодавачот, политичарите и кога на ова поле работат искрено, честно, без лаги, без манипулации. Зашто го зборам ова? Бидејќи за жал лицата со попреченост многу често, не велам најмногу, меѓутоа многу често се субјект на манипулации, на лаги, на ветувања, како од страна на оние кои што донесуваат одлуки, така и од страна на оние кои што ги вработуваат потоа. И ја ви кажав многу примери во стопанството, не само во јавниот сектор, во стопанството, каде што буквално ги лажат луѓето, не им ги даваат правата, ги злоупотребуваат правата и така натаму. Сето тоа говори... но вистинито како велиме. Да. И знаете, и тука сега луѓето кога поменуваат некои такви искуства во животот, без разлика дали е човекот лице со попреченост или е без попреченост, подобро вели па јас подобро ги користам оние социјални услуги да видам што можам да земам, ако е лице кое што не може да се движи, да му се додели асистент, некој да видиме додаток нели за мобилност, имаше сега тука има некои промени. Значи се обесхрабрува и си вели подобро да си ја земја тој пакет социјална помош која што може да дојде и повеќе од платата која што реално на крајот на месецот лицето би ја имало во џебот, бидејќи многу често работодавачот му бара да ги враќа парите назад и ќе му остави некој помал дел или слично. Не волам дека е секаде така. Меѓутоа постојат негативни. Јас ги истакнувам намерно негативните за да ги разобличиме, за да се извлече поука и за да не се повторува. Но и да се пријави доколку нешто такво да ги охрабриме и да се пријави. Има и позитивни пракси. Во јавниот сектор знам и лица со попреченост кои што се вработени во државни органи, во јавни институции кои што ги уживаат правата, кои што мислам дека повеќе или помалку се задоволни од работата, барем од тие кои што јас сум имал контакт.
И тука навистина би било пресрамно и прежално да државни јавни институции злоупотребуваат права да ги вработуваат, да сакаат да се фалат, да речат еве вработуваме лица со попреченост, а потоа да им ги прекршуваат правата. Верувам дека не е така во јавниот сектор, но во стопанството имаме одредени ситуации кои што треба да ги надминуваме. Јас погледнав кон часовникот и колку брзо поминува времето, тогаш кога навистина имаме, а и секогаш имаме теми кои сите нас не засегаат. Но она што останува на нас како луѓе е само секогаш на лицата со попреченост да им подадеме рака и да бидеме со полно срце и љубов кон нив. Се надевам дека и оние кои ги споменавме категорија на луѓе ќе го сторат некогаш тоа и ќе се подзамислат дека на секој во животот се може да му се случи. Така да едноставно јас барем така гледам на работите и токму затоа ги почитувам сите луѓе. Треба да ги почитуваме сите, без разлика дали ги вработуваме или не ги вработуваме така во нашите компании или во државните органи, пред се како луѓе, како граѓани, сите едни со други да се почитуваме, но од друга страна и овие лица да не ги злоупотребуваат своите права и својата попреченост и да не се ставаат во улога на жртви, туку да се доживуваат на еден поинаков начин, како здрави личности, како лица кои што имаат така е капацитет да бидат продуктивни, да дадат свој белег во општеството и во животот. Благодарам. Па се гледаме повторно во вторник. Се надевам дека ќе се договориме и гледачите да ги вклучиме. Знам дека тие се многу заинтересирани за вакви теми, затоа што овие теми се дел од нашиот живот, се дел од нашето секојдневие, а вие како експерт најубаво знаете тоа да ни го објасните. Ќе ми биде задоволство и на тој начин ако можам да помогнам. Да, секако се гледаме повторно во вторник. Секое добро ви посакувам, драго ми беше.